Добра вечер, драги гледачи. Еве нева уште една емисија на авантуризам. Вечерашен мој гостин е Наце Попов, фотограф кој едноставно ја сака и ја пропатува скоро цела Македонија со прекрасни фотографии, можност да не запознае со Македонија. Наце, кажи ни нешто првично за тебе. Како почна да фотографијата биде твое едноставно преокупација и твоја работа? До речи и тебе, најпрво благодарам за поканата. Фотографија како фотографија, би рекол, ми е нека трета љубов. Почна како трета љубов, сега ми е прва. Сосема случајно од една втора преде на трета љубов, значи прва запознав и на девојка која му упати дека постои пленарски друштво во Македонија, ја не знаев. Така да, потоа го запознав планарењето, како моја втора љубов. Мислам дека тука и се запознавме прво на може би, да. Планинарски. И со планарењето, дури мојата трета љубов, фотографијата, бидејќи такви места кои почнав да ги изучувам, да ги гледам, реков, ова мора да се прикаже, да се покаже некако. Тогаш немаше мобилни телефони, нели фотоапаратот беше само фотоапарат и така почнав со фотографирање. И веќе, па не знам колку, скоро 30 години, таа моја љубов си оди уште. Таа се преточи во неколку изданија на книги кои се посветени на Македонија со твои фотографии. Кажи ми го тоа искуство. Па да, нели се си идеше по свој тек, например, кога почнав веќе да работам на фотографија. Се поразав со некои луѓе кои што работат календари, значи видов дека има нели календари со мотиви од Македонија, така да дојдов во некои контакти, побарам мои фотографии. Почнав да ги откупуваат, а потоа имаше разгледници, почнаа да се објавуваат, почнаа да бараат фотографии за некои туристички брошури и така натаму и така натаму. И сосема случајно во една продавница на една книжара од моите разгледници, еден мој сега веќе би кажал слободно пријател од Словенија, тој беше директор на Младинска книга. Има видено моите фотографии, оние тоа почнуваат со некои национални проекти за Македонија. Со монографии за Македонија ме се јави, ме побара, ми кажа дека им треба таков човек како мене. И ги започнавме тие, би рекол, многу успешни проекти, 3, во неколку години, мислам дека 5 години веќе ги работевме. Почнавме со Чудесна Македонија. Во Чудесна Македонија имавме прилика да се видиме во Јасен. Да, во Јасен, да. Потоа беше монографијата Македонски цркви и манастири и Македонски слави. Тие беа 3 монографии кои што ги заврши со Младинска книга заедно. Потоа преку Табернакул работев The Soul of Macedоnia на англиски јазик, монографија за црквите и манастирите. И последната моја монографија е Beautiful Macedonia со аспект за убавините на Македонија. Во моментот веќе работам на моја фактички 6-та и 7-ма монографија за Македонија. Тоа ќе биде за прв пат, би рекол, нешто што се прави кај нас, монографија за убавините на Македонија, меѓутоа направени со фотографија од дрон. Macedоnia from there се вика книгата и ја работиме, би рекол, са официјално и ексклузивно би сакал да најавам дека работам со исклучителниот професор Венко Андоновски. Браво. Да, он е автор на текстот. Нормално текстот е феноменален како е што може да биде од него и очекувам да биде баш нешто ексклузивно, здравје, се надам оваа година да излезе. А другата исто што работам во сработка со факултетот за туризам и менаџмент сегашен Универзитет Скопје е заборавената Македонија, тоа се за стари напуштени село Македонија, која би требало исто при крај на оваа година или почеток на следна веќе да завршиме и да се издаде. Јас имав можност една едиција на Митко Панов да видам за селата во Македонија и бев фрапирана колку многу од селата воопшто немаат ни еден жител, да не кажеме и колкав процент на села имаат до 10 жители, што е нешто што... А селата се навистина прекрасни.
Тоа се преубави места, не знам, јас ги обожавам буквално секогаш кога одам некаде гледам негде да застанам. Монографијата што ќе работам за напуштените села е баш одбраните се такви села кои што се скоро или целосно напуштени или имаат по некои 2-3 жители. И не знам, едноставно ме воодушевува таа и убавина, од друга страна па гледаш нека се осеќа нека тага кога ќе се види тоа се така напуштено, разрушено. Една тажна состојба на нешто што може би треба да екзистира, нема услови за такво нешто. Мене малце ме радува што се повеќе гледам дека се враќаат малку луѓе по да. Сега бев прошлата тура што водев во Мариово, во Зој, и видов едно сигурно 10 куќи кои што се веќе обновени и доаѓаат луѓе или што се во пензија се враќаат да си уживаат таму пензионерските денови. Има куќи што веќе ги прават, ги обновуваат, некои ги издаваат на туристи, на посетители. Некои доаѓаат многу често сега тука од Битола, Прилеп, дури за викенди, едноставно гледам дека оживува доста. Мариово е прекрасен предел и за мене е неразбирливо да едноставно така остане и препуштен сам на себе. Има извонредни услови за туризам и за можност на развој на руралниот туризам со селата кои ги има. Веќе заживуваат неколку ресторани, колку знам. Пределот, да не кажеме, е прекрасен. Јас сум заљубена во кањонот кој го има таму. И навистина ми е нејасно како не најдовме начин да тој заживее онака како што треба. Ете, нека грешка намерена или ненамерена на целата држава да не се грижи за сето тоа. Па последните години јас сум страшно изреволтиран и реагирам многу често и на социјалните медиуми, затоа што гледам дека буквално се уништува Македонија, како намерно да се тераат луѓето да се иселуваат, посебно од тие селски средини. Јас памтам конкретно мојде се од село, од Струмичко. Памтам како млад, основно средна школа, јас обожавав да идам во село и седев буквално по 20, по 30 дена за цел распуст и уживав, затоа што таму беше преполно, значи со деца, со джагор, со млади. Се пееше, се веселеше, значи музики, кафани, имаше дури и ноќен живот преубав. И најнаш доаѓа ситуација последните 4-5 години да се објавуваат реклами нон-стоп за работа, не знам, во Словенија, во Германија, за млади брачни парови, па дават најнаш студенти стипендии, сега читав пред некој време даваат дури специјални услуги за средношколци. Сето тоа само да се иселат нашите од странство. Каде беше тоа претходно? Јас скоро читав дека основна школа околу 2000 деца има помалце во Македонија, а околу 3000 за средна школа, што значи дека тоа е страшно нешто со начинот на иселувањето од овдека. Јас лично сметам, не знам колку ти имаш искуство по странство, дека не е еднината таму. Не, дефинитивно не е, јас се чудам, знаеш самото денес маркетингот, медиумите прават страшна блокада на... И кажуваат позитивните страни, на мозокот и такво нешто, само тоа медиумот може да го направи, значи да те убеди во нешто што знам дека со сигурност дека луѓе кои што ќе отидат веќе таму, они продаваат тука, нели? Да. Ниви, куќи, станови, коли, но станови кај јас кидам ќе почнам да живеам таму. Очекувајќи дека таму ќе им биде подобро у суштина. И јас знам лични примери кои што отидени се и веќе и да сакат нема кај да се вратат. Да. Имаат све вложено, имаат отидено и од стран не може да се врати. И што е најинтересно, работата што работат е многу подолни од таа тука што имаат работено. Точно. Конкретно знам мои роднини кои што избега од работа на као тоа им беше некој мал изговор, не можам дека ностап на работа на ниви, земеделие, гледаш како се плаќа, не знам што. Отиде во Словенија, работи истото. За малце поголема плата. И ќе му остана 200-300 евра можеби на страна и што ќе направи
со тие пари после Во тоа. меѓувреме изгубили и фамилија и Ма и ниви и све мој запустени, куќите и ќе заштеди на крај можеби за 10-15 години 10.000, 15.000 евра, кои што тука може да заработат многу побрзо. И тоа ете. Јас имам многу често одено од Куманово према Кратовскиот дел. Прекрасни куќи кои се исто така, прекрасни села кои се исто така запуштени. И не можам да не спомнам, скоро во секоја емисија кажувам, дека Кратово е една универзална приказна како успеа да заживее само од себе. Со волја на неколку луѓе кои живеат таму, едноставно успеа да го обнова, да го заживеат градот, да се повеќе има туристи таму, што сакам да кажам дека не е проблем ако се вложиш во тоа, дека може да се живее во Македонија тоа. Па, како и секојаш, главен проблем кај нас е самите ние луѓето. Ако сакаме, значи, мислам, треба малце само малку логично да размислиш и ќе сватиш што е целата работа. Ја, например, не верувам дека Словенија би дозволила Македонија да отиде во Словенија и да даде огласи дека барат стручни лица за вработување во Македонија или не знам во Германија. Кој би го дозволил тоа? Значи, ти идеш во неговата држава и му викаш дај ми ги твоите доктори, дај ми ги твоите специјалисти. А ти си вложил пари во тоа да ги пушташ реклама, значи буквално ти вика ти крадам на твоите очи. И ние си ќутиме како земја. Дури имаш организирано и семинари, не знам, обуки, предавања на работодавци специјално во Словенија. И после се чудиме како да те подат, кој им дозволуваш нормално. Да се вратиме на твојата струка. Кажи ми, верувам дека си обиколил скоро Македонија цела. Какви се твоите искуства во смисла на доживување кога ќе отидеш во местото, гледаш дека тоа не функционира или едноставно замира, а се враќаш со прекрасни фотографии кои не може да го доловат она се што таа го нуди. Па не знам, може би пред кога ти спомнав, јас сум некој би рекол непоправлив оптимиста и секогаш го гледам убавото и во најцрното што се вика. И вадам фотографии, едноставно ја наоѓам убавината во сето тоа што го гледам. Предпоставувам дека и самото одење те релаксира на некој начин, дека таа работа ја се вложуваш во таа работа, доживуваш нешто што е прекрасно тамо и тоа го даваш на начин низ фотографија да точно тоа што си го доживеал го прикажеш. Оние што ме знаат дека за викенди не можам никако да седам дома, бидејќи сум слободен, имам нели собствена фирма и буквално можам кој сакам ден да патувам. Али посебно за викенди јас гледам да отидам негде, едноставно не можам да седам во Скопје, мене за тоа за мене е изгубено време. Посебно ако е сончево или чисто. И гледам да патувам негде не само заради фотографија, но едноставно уживам во природа. Не знам како да сум роден буквално во планина, така се осеќам. Релаксирано е тоа. Јас многу често на луѓето кои доаѓаа во јасен им кажував после целодневна една посета таму на тие места на доживувањето дека се враќаат во ауспух. Буквално бидејќи од тој чист воздух ти доаѓаш во Скопје кое е едно загадено место во кое не знам едноставно никако живееме. Не само тоа, значи, делува и на психата, многу смирувачки и многу исто така делува и на здравјето. Имав можност, ја баш тоаш и прв пат се запознав и во тој аспект, додам на Кожув со еден камп, би рекол, од студенти на истражување од фармација, мислам дека бе медицина, ветерина, така комбинирано, кои што истражува 10 дена да седат на планина, на таа наморска висина и да се хранат со таа храна што ќе најдат таму. Што ќе најдат таму. Од дома понесоа само брашно и зетин буквално. Јас тоа искуство го имав на Сутјеска. И има мерења на сите параметри, значи крв, хемоглобин, имаше неверојатно огромна разлика во нели позитивна смисла после 10 дена, значи кои чита резултатите беа фрапирани самите они. Колку им се поменило
променило целото тело за само 10 дена што живеа горе. Дефинитивно и тоа е едно убаво искуство кој може да каже дека Скопје се наполни со луѓе од цела Македонија, напуштаат прекрасни места, па ќе се вратиме на тоа. Ја може бидел да живеем у село, сигурно. Дефинитивно. Јас имам едно лошо искуство во смисла на тоа, родена сум во Белград, од кај мајка ми и од кај татко ми јас немам запаметено баба и дедо, бидејќи починаа многу рано. И секогаш им завидував на моите пријатели, на моите другари кои одеа во село. Со задоволство те слушав како го кажуваш тоа. Јас постојано имав една носталгија кон тоа и мојата мајка ми организираше од некоја пријателка нејзина баба да отидам една година таму во село. Јас навистина тоа го доживеав како нешто што немав ни сонувано дека на таков начин е тоа нешто. И постојано имам желба и велам да купам некоја куќа во село, да имам, да можам да се. Меѓутоа, мојата работа била секогаш на терен, едноставно не остана. Сега имам внуци кои живеам во џоче, во куќа и на некој начин тоа има некоја сатисфакција во тоа дека не сум градски човек. Ти кажам еден пример, најпрост пример. Јас живееш во град, знаевме што се случи во градов, нели, од блокади на улици, гужви. Денеска. И доаѓам јас во село, она што ти кажував приеска, како дете, и уште ги памтам, доаѓам во село, значи не можеш да сретнеш таму некој што е намрштен, најутен, што се кара, значи сите се веси, значи си седнати, си работат, дали нижат тутун или не знам што, како имаат работа. Радивцето пуштено до него, не знам, Шабан Шалич, не е битно, си пеат, значи, не знам, преубаво чувството, позитивна енергија во секој случај. Мислам дека е еден од проблемите кај нас во средните школи, да не кажам, е организирање на посета на такви места, во смисла на тоа да повеќе си ја познаваат земјата, да повеќе ја сакаат, отколку да се оди, да речеме, во Венеција или не знам што за мене е навистина неразбиливо. Па не знам, нема такво нешто, не? Па јас мислам дека средните школи веќе одат по странство, а не одат по Македонија. Па не знам, би било убаво да има запознавање на Македонија. Сега не знам, сум запознаен како е, меѓутоа би било убаво ако може да се воведе такво нешто. Една од работите што сега во последно време, не знам колку време го правиш тоа е ова офроуд тури, во кој ти одиш и сликаш, а со тебе доаѓаат се повеќе луѓе кои истото сакаат да го видат и да го доживеат. Кажи ми искуство со тоа. Певе поврзано со мојата работа, значи ме пратат веќе доста луѓе на социјалните медиуми, гледаат што работам, гледаат дека патам јас наостанно, значи буквално секој викенд сум некаде. Во Македонија најчесто мора да патам многу странство сега имам соработка со Herbalife, многу патувам и со нив. Меѓутоа за Македонија почна да се јавуваат луѓе да ме прашуваат каде е место, значи јас се изненадив дека многу не ни знаат каде. Значи, токму тоа ми е муабет. Конкретно со фотографија од Лешница пред, не знам, 2-3 години, сега веќе ја знаат. Меѓутоа до пред 3 години не ни знае дека имаме ние такво место. Многу луѓе. Објавив некои фотографии од Лешница, и ме викаат каде, вика Словенија си бил, не викам. Каде Австрија, каде, вика Македонија, нема шанс, вика, кај века ова кај нас, вика, викам Шапка, вика што Шапка, вика сум бил, не сум, како викам си бил, викам Лешница е на Шарплајна, меѓутоа е малце понатака. Леле, како може да отидеме ние при ово место, знаете, едноставно се воодушевени. И нели има луѓе од секаков годиште, има луѓе кои што не се планинари, сака да отидат на некој место кај што не може да отидат, баш заради тие или здравствени причини, или заради години, или едноставно немаат кондиција толку. И решив едноставно да им помогнам со организирање на тие офроуд тури. Јас купив џип, бидејќи поврзано е со мојата работа. Некојаш треба да отидам на некој место кој што и за мене се предалеку за да стигнам на време. И морав да земам теренско возило.
Така да ги почнав тие организирани тури низ Македонија баш на места кои што луѓе не ги не знаат, немаат можност да отидат и да се дружиме заедно, да направиме фотографии убави и да оставиме нешто за спомен. Кажи ми како е твоето искуство, како тие го доживува тоа? Едноставно дојдени во нешто што еве самиот кажа дека не верува дека го имаме. Да, па ви кажав едноставно воодушевени се. Не знам дека такво нешто имаат во близина наша, се вика на 50-100 километри Лешница од нас. Да. Меѓутоа, ете, ако не ги донесеш, нема никош ни да го видат. А тоа е нешто што ја мислам дека секој би требало да го види. Токму тоа ми е темата. Сакам да кажам дека еве и од напоменав средни школи не одат по Македонија, луѓето едноставно не одат, тешко е сам некој да го убедиш да им. Многу малце луѓе се тие што виделе или чуле или имаат можност сега по социјални мрежи да видат, па сами да се одлучат да одат, а никогаш нема нешто што е така организирано. Се вадат и на време, например, моите деца се многу шетани затоа што јас ги носев секаде кога фотографирав, нели, кога ги правам книгите, јас морам да патувам, сум ги носел на преубави места. И тоа ете, колку деца се такви кои што имаат можност со родителите, родителите се презафатени или работат дома, за викенд евентуално ако отидат, а за умор се знае кај се иде. Така да не знам, убава идејата, меѓутоа не знам, треба некој да го потегне тоа. Мене во суштина во работењето во туризмот Македонија има, претпоставувам, некаде преку 150 туристички агенции, од кои голем дел апсолутно не работат Македонија, него работат само странство. И несфатливо ми е да немаат желба да сопствената земја ја на некој начин презентираат и на нашите луѓе и на луѓето кои се доаѓаат од странство. Многу едноставно еве пример, во Скопје странци доаѓаат, нема во која агенција да се обрати за да може да добие информација или да речеме да отиде некаде во Скопје организирано. Па искрено не сум запознат, веројатно нема. Не, многу слабо. Не знам зашто, меѓутоа би било убаво да има таква понуда. Зашто да не пратони тури, како што правам јас, да им понудат на странците, зашто многу од странците баш сакаат тој некој би рекол алтернативен туризам, да посетат такви напуштени села, значи нешто што го немаат кај нив. Па во подемје да кај странците, посебно на оние земји како што се Холандија, Норвешка, ни да не ги набројувам, желба да едноставно дојдат во село, да го живеат животот на селаните, да со нив молзат кози или едноставно видат како се прави сирење, да учествуваат во правењето на сирење и го живеат нивниот живот. Тоа апсолутно кај нас не постои како туристичка понуда. Па не знам, ете, ако некој од собствениците на туристички агенции гледа, може би ќе добие таа идеја, па ќе ја прифати и примени. Јас сум долги години, некои 65 години во туризмот. Оптимиста сум како тебе исто, меѓутоа едноставно не знам дали целото тоа не го сваќаат туризмот како бизнис во кој можат да профитираат, а од друга страна да понудат уникатни нешта што ги има само тука, никаде на друго место. Тоа не значи дека тој странец ќе дојде за без пари да спие таму. Него е што поголема цена, тоа подобро ќе биде и поинтересно ќе биде на странците. Јас тоа искуство го имам со Јасен, каде што навистина имавме можност да флора и фауна која има само на тој дел сочуван мал покрај кањонот на Треска, нешто што многу земји би ни завидувале да го имаат, да може да го експлоатираат, ние не знаеме да го продадеме. Тоа е нешто што, пак ќе кажам, неразбирливо, убавината која имаш да ја споделиш со други. И да од тоа имаш заработка. Кој знае, веројатно име може би многу поедноставно дете да земаат готови понуди, аранжмани, не знам, од Грци, само да ги препродаваат. Не знам, прво што ми текнува. Провизија и немаат никакви трошоци. Овде, веројатно, не знам, може би им се гледа по-комплицирано. Кажи ми твоето искуство со објавените книги. Колку имаш ли сознание колку наши или странци се позаинтересирани?
Би рекол и од двете страни има голем интерес. Значи сите мои книги се буквално распродадени. Ја не верувам дека има, не знам, можеби 10 книги, ако може да се најдат, останати заборавени во некоја книжара. А тоа се огромни тиражи за толку големи книги, би рекол и вредни. Тоа е и голем плюс успех. тоа учествува во една Словенија во таква изработка Да. наместо нашите. Па ете тоа доволно кажувам, че словенците имаат тој, би рекол, бизнис ориентиран ум, кој што знаат како да продадат. Ето, они направија книги за Македонија, ние немаме направено книги за Македонија. И тоа 3, не една. Да. И имаат огромна заработка. Значи, тука не би сакал да испомнам сумите, меѓутоа се Секако не, ако е голем тираж и ако е тоа распродадено. феноменален бизнис. Да. Апсолутно е дека нема да го прават за џабе. И тоа само на македонски јазик, значи само македонци имаат купувано, би рекол 90%, бидејќи нели странците не разбираат македонски. И сето тоа распродадено. Сите се на македонски твоите? Од младинска книга сите 3 се на македонски, да. Се чувствувам жално кога ќе го слушам ова. Те викнав токму ради тоа што целиот свој живот си го вложил во презентација на Македонија на овој или оној начин, дека ние немаме доволно слух да сопствената земја ја прикажеме онака како што треба, да едноставно многу малце, мислам дека има и фотографии кои го работат ова што ти го работиш, и дека едноставно многу малце има, пак ќе кажам, желба да многу повеќе се направи за можност да се посети Македонија. Поние што ме знаат дека сум, би рекол, заљубен на Македонија. Затоа сум тука се уште. Пријаска исполнавме тие селувања. Мене ме викали уште на млади години како фотомодел да идам во Канада. Па потоа исто во Канада ме вика да работам на резервативе кај индијанците, бидејќи јас ги обожавам нив. И тоа никош не ми текнало да напуштам земја. Не знам колку пари да била платата, јас тука си ја гледам мојата иднина, тука ми е убаво, тука биле моите предци, прадедовци, сакаме тука моите деца и се уште они се тука не гледаат да си селат никаде и баш сум горд на сето тоа. Си ја сакам држава, би рекол, мислам дека како што секој би требало да ја сака. Затоа ја сакам да презентирам и да оставам нешто позади себе. Тоа им беше целта пред се со монографиите. Ети имам некој, би рекол, цел да направам 10 монографии. Сега сум на 5, во моментов работам 2. И да ги оставам нешто како аманет на идните генерации, на мои деца, внуци, правнуци на Македонија. За 10 и на 20 години да имаат што да гледаат. Секако. Моето искуство е слично. Јас сега со оваа емисија Авантуризам почнавме единствена во Македонија која е посветена на туризмот од страна на луѓето кои се во него и едноставно нивните доживувања да ги пренесам на гледачите, дека вреди да се вложиш во тоа и дека вреди да јас истото го имам искуство кога се досели во Скопје 64-та после земјотресот, откривањето на Македонија и ден денеска уживам да отидам некаде кај што не ми е доволно познато да го видам, па потоа да пишувам за тоа или да можам да однесам луѓе. Несфатливо ми е да имав искуство и со одење во странство, во Англија отидов со намера да останам таму, знаеш колку останав? 3 месеца. Едноставно не се најдов себе си во тоа. Се вратив и не жалам воопшто, бидејќи на вистина ова парче земја заслужува многу повеќе да има услови да се презентира, да има услови да се посети, има услови да една работа која постојано велам дека ќе работам, а не сум ја доработила, тоа е храна. Нема место во Македонија кој нема свој специјалитет. Кој едноставно, буквално почнувајќи да ве однесам во Кочани на Лапа, можеме да направиме голема туристичка тура. Ја би рекол, можеби звучи смешно, некој ќе каже можеби сум заостанат, меѓутоа јас сметам дека Господ не џабе
рекол тука ќе се родиш. Зашто не сум се родил, например, не знам, во Германија или не знам, во Англија. Дефинитивно. Така да сето тоа понатака, ете, тие преселби и живење во други земји е веќе до самиот човек кој гледа како гледа на работите. Јас гледам сосем различно на тоа. Сметам дека овде ми е мојата иднина и дека тука можам многу да направам. За мене идењето во странство е бегство, буквално. А не сум човек кој што сака... И од обврски, и од нешто. Од све, едноставно, не знам, криваме државата, крив ми оној, не чине ништо, ја кидам сега ќе се преселам во странство. А сите сме Не гледам логиката, значи прво до нас. Ние ако се организираме како што треба, ако живееме како што треба, значи имаме преубава земја, не џабе вика дека се тепаат за незе, за ова мало парче земја, не џабе не зема да бидеме од НАТО и многу други работи, значи битни сме многу повеќе него што ние самите знаеме за тоа. И за тоа сум свесен. Пребогати сме со буквално со све, освен или памет кај народот. А имаме и планини, реки, езера, чиста вода, природа прекрасна, храна, значи буквално све. Човек треба да се воодушевува, музика, значи имаме од секој нешто. Со својата музика, игра, костуми е нешто што е уникатно, едноставно. Се комплетно, значи историја, значи гледате, сака да ни краат, значи буквално се тепат кои што ќе ни земе од историјата. Ние фактички немаме ништо наше според нашите соседи. Да. Кажи ми дали имаш искуство со странци кои доаѓаат во Македонија и какво е нивното доживување? Па знаме и луѓе кои што веќе се преселени во Македонија. Браво. Да, нашите се селат во странство, а странците доаѓаат кај нас. Кај нас. Тоа кажува многу. Значи, конкретен пример ќе ви кажам, Туто го знаеш, хотел Туто Јанче, мој многу добар пријател. Лично он има продадено на веќе, мислам дека 3 или 4 фамилии од странство, куќи во самото село Јанче. Браво. И си има дојдено луѓе од Германија, од Италија, од не знам, од Франција, од каде беа. Си има преселено и се живеат во Македонија. Од таа нивна прекрасна, убавена и среден живот, демократија и сето тоа, они дошле да живеат у село Македонија. Па сега... Доволно кажува. Доволно кажува се. Мислам дека немаме доволно пропаганда во смисла на тоа дека животот и она што го нудиме во Македонија е вредно и заслужува да биде кажано и да луѓето може да го видат. Дека е тоа основата и суштина на самиот туризам. Јас правам колку што можам, значи прво промовирам Македонија преку социјални медии, второ моите монографии и книги, ете почнав да ги правам и на англиски. Овие двете сега што ги работам последни ќе бидат на англиски и на македонски, ќе пробам на двата јазика да бидат во исто време, за да можат странците да научат и, значи, освен преку фотографии, да прочитаат нешто повеќе и да осознаат, затоа што знам дека настојано ми се допаѓа многу. Значи не е само окрит веќе го знаат, меѓутоа се повеќе бараат да прочитаат и на другите места. Па дефинитивно е тоа нешто што како да е ќе треба да заживее. И едноставно мислам дека и на малце луѓе што останавме одека во Македонија, свесни сме што можеме да понудиме и што можеме да направиме, да луѓето ја засакаат повеќе, ја запознаат повеќе, видат повеќе, едноставно да најдат начин да таа приказна ја пренесат да што повеќе луѓе дојдат. Книгата е една од тие која на убав начин го пренесува. Тоа е... Да, меѓутоа ви препорачувате кои имаат време да секојаш проблем, меѓутоа колку можат почесто да се дружат заедно целата фамилија со децата, да идат на некој излет да прошетаат, значи не само на водно, како што сме научени не конкретно во Скопје, него да пробате да ги научат да ги видат и другите места низ Македонија. Да запознаат како што треба, да видат како убавени имаме ние. И јас се надевам дека низ фотографиите што ти ги донесе и на некој начин ќе пробудиме таква една желба. Да, донесов дел, да едноставно може да посакаат или да побараат да некој ги однесе на таквите места да ги видат. Тоа е на некој начин доволно дека ние водиме сметка
или желба имаме да на луѓето им ја пренесеме Македонија, па макар и на овој начин. Ако пребава идеја, одлична емисија. Убаво што ви текнува да го направите тоа, затоа што да, мислам дека Македонија многу слабо се промовира пред гледачите. Па порано нешто се правеше на некој начин. Имаше порано патеписи, да. Имаше спотови кои беа на некој начин. Сега тоа замре. Ја немам чувство дека едноставно Македонија на некој начин се рекламира за да имаш желба да ја посетиш. И тоа е она што мене страшно ми иритира, бидејќи се чувствувам, зборуваме за Македонија, немаме поддршка од луѓето кои за тоа би требало да водат сметка. Не знам, ете, јас кажав прие дека сум непоправлив оптимист и се надам дека еден ден ќе се средат сите овие работи кои што идат во крива насока, маци да се исправи патот. Па јас лично сметам да колку да идат на криво, дека ќе се вратат на правилниот пат, бидејќи една од работите што, пак ќе кажам, во бизнисот е многу важна, е туризмот. И само оној кој не му допира до мозокот, едноставно не сваќа дека тука лежи нешто што лесно може да донесе профит. Да, пред, не знам, месец дена баш прочитав за исто млад брачен пар кој што е вратен од, ми се чини, од Словенија, беа, во македонски Брод, и си почнете таму свој собствен бизнис. И такви некои случаи ми внесуваат дополнителен оптимизам. Исто читав за еден исто пар од Скопје кој што е преселен во Стручко Луково. Сега пред некој ден имаше статија. Ги поздраваме нив. Едноставно го имаат напуштено тој градски живот за да живеат во село и да ствараат таму исто, да оформат свој бизнис со лековити тревки, со напитоци, джемови, мед. Тоа што нашата земја нуди. Јас имав искуство со наши луѓе од Девич, тоа е исто кај македонски Брод, кои дојдоа од Данска. На имотот на родителите успеа да направат една убава куќа со, зборувам 70-те, 75-та година, соработував со нив, ме викнаа да ги менаџирам. Направија убава куќа со сите услови, купатила, интернет, можност покрај треска. Нудеа, доаѓаа страшно многу гости, да не кажам дека амбасадите скоро сите за секој викенд беа тука, со она што го кажувам. Почнаа да чуваат ноеви, со намера да ги извезуваат, меѓутоа имаше проблеми со тоа дека ние немаме извоз. И ги искористува, да речеме, група која ќе дојде од едно јајце да добие доручек и такви работи. Меѓутоа, многу луѓе доаѓаа за викендот и едноставно учествуваа во селото, одеа да со нив кога таа домаќинката одеше да купи млеко и сирење, ги носеше и нив да го видат тоа како се прави она што пред малку кажав. Функционираше тоа многу добро, до еден момент луѓето од кои ги напуштија домовите почнаа да размислуваат да се враќаат, бидејќи видоа дека тоа може да се живее. Јас имам здружение Кинг Марко Ленди, секој 18 мај имаме денови на крале Марко и една година правевме таму. Меѓутоа морам да кажам, една неугодност од електродистрибуција не викнаа гости, директорот да не кажам, и тој ја исклучи струјата. Нешто што не можам да го сватам. Почна него да му доаѓаат луѓе да им даде позајмица за пари да и тие го направат тоа. Кај ја не сум банка, има за такво нешто банка. Почна да го стопираат на секое одење до македонски Брод, да му наоѓаат ова или она мана и едноставно еден ден решија и прекинаа со тоа. Значи не можеа да ги угостат луѓето од нервозите кои ги има и сега што е поентата на сето тоа? Без соработка на сите, без желба да си помогнеме едни со други, не може да тоа функционира и многу брзо ќе замре. Многу ми е жал за тие луѓе во смисла на тоа дека тоа беше прекрасно место и функционираше многу убаво, сега им е само дом.
Не сум знал, баш ми е криво што не сум поминал таму. Значи во Девич, да. Девич, да. Ете. Мак викинг се вика тоа. Да. Во смисла на викензи и македонци и соработката почна со нив многу убаво, дури почнавме да доаѓаат странци да тоа го направат, меѓутоа тоа се причините од кои едноставно им дојде преку глава и рекоа доста, стопира. Не знам, некои работи се надам дека ќе се средуваат, меѓутоа такви приказни за мене се баш инспирација и се радувам буквално некојаш. И би требало по мене државата тука да застане позади нив, да им помогне или да ја не сум чула дека едноставно на некој кој успешно го обавува тоа, државата кажа овда ти е ти помош од нас или поддршка. Да. И поддршката е некогаш многу важна. Да, туто конкретно пак ќе спомнам, човекот е вратен од Италија, значи буквално предобра негова работа, ситуиран комплетно се со фамилија, он решава да се врати во Македонија и да инвестира тука, значи и функционира многу добро. Функционира прекрасно, значи хотелот му е преубав. Местото е преубаво. Значи може да се работи во Македонија многу подобро него во. Многу зависи од луѓето веројатно и околината во која си. Една од работите што кај нас македонците е проблематична, тоа ако си успешен гледат ресим надоле, не да ти помогнат или да ти кажат браво. Да, добро, пак не би генерализирал, мада има такви случаи, или јас секогаш гледам позитивно и оној што сака да успее, јас сум сигурен дека ќе успее многу. Најпрост пример е со Пеце од Дихово, може би го знаете, Вила Дихово. Да. Он има уникатен начин на гостопримство, или сите гости може од бавчата буквално да си наберат нешто што го немаат и тоа им е буквално интересно. Дали пиперка дома ти да си направат салата, како да се дома. И тој концепт му успева, прекрасно функционира. Наведе 2-3 примера кои по мене би требале да бидат секаде низ Македонија такви и дека тоа е една успешна приказна која може да само од себе функционира. За жал ние сме при крај на муабетот, времето помина. Кажи ми дали нешто не сум те прашала, а би сакал да кажеш? Па не, ето, у принцип тоа е актуелно мада ја не ја следам Северина, читав приескри завчера, бидејќи на социјалните медии, знаат луѓето да пишуваат кој нешто актуелно и се појава на секој второ читање. Северина и рекла на Македонија се, не знам како кажува, да се чувајте Македонија. Значи, ја би рекол чувајте Македонија, али јас сум овде македонец и искрено тоа кажувам, не некој друг да ни кажува и да гледа страна и да се чуди што правиме. Значи, ние самите ако не си зачуваме, нема кој друг да ни ја чува. Нити странците, нити НАТО, нити било кој друг. Малце треба да се освестиме, да се ставиме прстот на главата и да видиме каде не води се тоа ситуација. Посебно со исолувањето, тоа треба подитно да се спречи. Мада доцнаем, меѓутоа треба да се регулира. Едноставно да запре таа пропаганда дека таму е подобро и дека таму можеш да живееш лесно. Се гледа дека е тоа намерна пропаганда, мислам секој кој што малце рекол има разум ќе види дека тие се наменски направени огласи со измислени приказни за некои вакви парови, накви парови. Дошле во Словенија и се обогатиле. Мислам, тоа како да е преку ноќ. Или приказните за Хрватска во која сега ги покачуваат цените за да бидеш вработен. А пола Хрватска се селува од кај нив. А суштината на тоа е дека трошоците таму се поголеми, дека суштина, иако ти примаш повеќе пари, немаш доволно за да можеш да опстанеш, а да не кажеме дома нешто. И сега ние ќе увезуваме емигранти од Непал, од Бангладеш, од Пакистан, не знам кај. Охрид веќе имаат. Мене ми се верува тоа се уште ако е. И мене не ми се верува и не можам да сватам да дојде некој од странство за да Ето ја тоа би го спречил исто. Ја мислам дека тоа исто. Да ми понуди и да ми каже за Охрид. Незамисливо. Ја да сум на вас, тоа би го спречил дефинитивно затоа што сметам дека тоа е однапред смислено. Да. Јас се сложувам со тоа и мислам дека начинот на кој тоа го прават е многу буквално за да луѓе наши се уште се иселуваат од овдека. Замислете го Охрид за, не знам, за 10 години ако продолжи вака.
Па Охрид ќе биде емигрантски центар. Не само што ќе биде емигрантски центар, него Охрид не може да ти понуди никој од страна Ма нормално. Храна, охридска чорба или од риба или... Колку да си ги сакам или не си ги сакам охриѓани, мислам пак охриѓани се оклеѓени. Начинот на кој тоа ти го нуди е сосема поинако од колку било кој странец да ти го понуди. Не ми се верува што се случува, јас се надам дека ќе дојде крај на сето ова некаде. Јас морам да им кажам на гледачите дека времето не измина. Мене ми е многу жал што можеби ќе имаме можност за уште новите книги кога ќе ги издадеш да ги испрезентираме на начинот како што заслужуваат и да си ја сакаме Македонија. Да, и се чуваме. И да ја чуваме. Благодарам на поканата.